Значи, јас, како помлад, зборувам тоа пред некои 20 години, има своја фирма за производство на плочи мебел и има своје конструкторско биро, дизајнерско конструкторско биро, со вработување на добри студенти од секоја, да кажеме, класа на студенти кои ќе заврши. Има можност да вработам и добри инженери кои што сакат инженерскиот позив, инженери да бидат да производат технолози, да бидат производство. Има простор од 350 квадрати каде што воведе производство на мебел. Затоа што јас во тоа време бев и председател на кластер за мебелџи, да кажеме, каде што имаше луѓе кои што има вредност повише милиони евра. И он кога ќе тропне на маса, тропното е, вика, јас вака кажувам. Да. И ама во таква ситуација кога ќе се судрите, вие растете, размислувате повише. Размислувате како да му одговорите правилно и како да одговорите да нема штета по другите производители. Затоа што тој ќе тропне на ќе речи овај конкурс или ова производство за ова интериер, јас ќе го зема и никој не сме да ми се меша. А целото беше на тој кластер на здружение, да кажеме, на производители на мебел, да ја распределува работата. Значи, еден ќе произведува, да кажеме, пратички. Како јесно. Како е? Така да, друг ќе произведува страници, трет ќе произведува столици, четврт хотели. И на тој начин ќе имате едно заокружено, за сите ќе има работа. За сите ќе има работа. Но често пати се случуваше да еден ја земи цела работа. Алчност. Па да, видете, не е алчно, него мислата дека ти си најдобар. Па тоа е. Така? Тоа е, да. И дека ти можеш да одговориш на се. И треба да земеш се. Така. А мене ќе ми кажат, ти си председател на кластер, директор на кластер, ти ќе не организираш на сајми. Ќе ни организираш сајм во Лјубљана, сајм во Београд, сајм вамо, сајм тамо, или B2B средби меѓу македонски, турски фирми, македонски и италијански фирми, значи средби македонски и хрватски фирми. Тоа нека биде твојата, не се меша во бизнисот. Така. И јас, чувствувајќи го тоа дека треба да одговорам на еден таков бизнис, формирав своја фирма. Својата фирма и на тој начин веќе стана конкурентен со нив. Така. Производството е многу специфично. Јас сум сигурен дека 90% од фирмите во Македонија би се откажале одма од производството, би тргнале само со трговија. Апсолутно. Како и сите земјоделци. Подобро е да бидеш трговец. Подобро е да купи продај. Купи продај. Нема многу мислење. Одека ќе ти се соберат 20-30 работени. Многу има за мислење. Да. Многу има за мислење. Тоа е тоа што студентите не го размислуваат, но треба, јас не сакам да ги уплашам студентите. Да. Или едните инженери, не сакам. Треба да си го имаат предвид. Треба да си имаат предвид квалитетот да си го добијат на факултет, за да не одговарат пред некој утре кога ќе направат грешки. Да. Мислам, многу е важно тоа. Да. Факултетот наш е супер, специфичен, убав. Што се вика дизајнерски на еден начин и производствен на друг начин. Но тоа што треба да бидете вие на факултет, кога ќе се запишете, треба да си ја сакате струката.